Благодарам за дискусиите, кои покажуваат едно сигурно. Македонија плаче за промени од секој аспект. Промените се здрави и тие треба да се случат, за да може да профункционираат институциите, а граѓаните да имаат животен стандард кој што ќе ги мотивира секако да останат да живеат и да работат овде и да гледат иднина за себе и за своите поколенија. Најголем дел од работите кои што се спомнати и денеска сум ги среќавал во разни дебати пред се со граѓански организации ширум цела Македонија, секако најмногу во нашиот главен град и се вградени во програмата. Ние во моментот развиваме една стратегија што нашиот конгрес, највисокото тело, да земе како ветување за првите 6 месеци што би се реализирало, и драго ми е што голем дел од дискутантите зборуваа за првите 6 месеци. Ова овде што е наведено навистина е одлична можност да финален фокус пред утврдување на ваков документ биде подпомогнат од сите овие дискусии. Јас дури би побарал, ако не е проблем, вашите материјали да не бидат доставени после целата оваа дебата, заради тоа што знам дека може уште многу што повеќе да се каже. Неколку примери само. Вчера бе во Кавадарци, 50% од откупот на грозјето не може да биде завршен. Останува веќе на земјата паѓа, ако падне слана, ако падне дожд, се губи, готово е. Тој наш народ, таму околу 100.000 жители, само во Кавадарци, а грози имаме по цела Македонија, не знаеме како ќе живее. Ова е пик година, каде што треба државата да покаже не само грижа за луѓето, за човековите права, за основната екзистенција. Тоа е врзана со еден куп други неможности кои што ќе се случат. Не знаеме како ќе ги образуваат децата, кои што треба да тргнаа на училиште. Не знаеме како ќе го обезбедат основниот екзистенцијален услов за живење, храната. Како ќе платат сметките извршителите, доаѓаат со камати и слично. Овде општеството не реагира. Вчера бев таму не да критикувам, една критика нема кон власт. Повикав, дај еве сега моментот да заедно да решиме ова прашање. Пред некое време во Штип текстилните работнички лелеки плаче. Солзи, 9.000 денари, 10.000 денари плата. Правата нивни по 12, по 11, по 10 часа станува нормално секојдневие нивно одработењето. А тие си мајки, еден дел си баби, кај се тука грижата на децата, на домакинството, на семејството и слично. Во Стајковци, пред некој ден поминавме, таму уште влагата стои. Децата тешко обезбедуваат услови да учат дома, учат кај своји роднини во други делови на главниот град и слично. Нема инструментариум за брзо и реагирање на државата, за барем минимум од работите. За еден дел знаеме, оти треба време. Но за минимум услови да се организира едно општество при вакви околности на некои 4.000 куќи или домакинства, целиот поразителен моментум таму може да го видиме еве после месец и пол и повеќе поминато од поплавите. Во Прилеп до Кенџиите катастрофа. Кажувам еден сублимат од последните мои посети. Значи беа вика тука нашинците кои што се во странство, видовме некоја паричка, ќе крпиме, отидоа, сефте не може да направи. Прилеп има 2 пазарни денови, сабота и среда. Среда беше, се радуваат на пазарниот ден како да е се на светот. За да падне нешто да однесе дома. Ниту работниците знаат каква плата ќе имат на крајот на август, на септември, на октомври. Работодавачите веќе крпат со последни можности за кредити и до тука е. Нема перспектива, нема потрошувачка моќ. Едниот аспект на тоа е секако огромната миграција која што се случува. Со лекарите, беше кажано овде, почитуваниот новинар Точи го следи тоа многу внимателно и сигурно голем дел од вас ќе се согласувате, еден сериозен репрезент на сликата за нашето здравство. Да земе специјалист во терцијално здравство 39.000 40.000 денари плата во денешно време, без инструментариуми, со поминато повеќе од 5-6% од времето во административни постапки и процедури. Не е само на шалтерите, оврската која што ја дадоа. Еден дел од проектите, како прв опозиционер, признавам, имале добра намера, но да не се признае тоа што е слабост и да се втурнеш да го коригираш, е само безобразие кое што го гледаме од секој аспект. Зошто ти некој тоа го предочил и критички се осврнал, па критичкиот осврт мора да биде коректив.
на нешто што еве со добра намера тргнато, не се променува никако, а мора нешто да се промени за да го даде својот ефект. Генерално, тоа сето покажува дека го испуштивме граѓанинот, човекот во нашето општество. Се воочивме на тие материјални аспекти, не се само спомениците и музеите. Ние изградивме сали, немаме спортисти внатре. Изградивме училишта, ќе кажам поразителниот факт во Струмица. И Струмица мигрира, еден од најразвиените економски краеви. 2009 година во средните училишта, кои што акумулира 4 општини Струмичка котлина, упишале 1236 ученици од вкупно 1248 места. Почна сега прва година средно училиште, се запиша 750 деца. Наталитетот е континуиран и постојан, 2-3%, 4 имаме, се раѓаат дечињата, но ги нема веќе во средна школа, заминуваат сите. Човекот како поединец, како член на семејство, како член на заедница, си го испуштивме во ова наше време на живење и мораме да се фокусираме токму на поединецот, на човекот. Платите се срам до небото. 9.000 денари, 9.500 колку е сега минималната плата. Таа е основот некако поим за плата, таа е основот на базата на спиралата за плата. И мора да ја подигне. И не викат дека не е возможно. Е возможно. Ако државата на вистина реалоцира ресурси од непродуктивни трошења во директно вбризгување во домашното стопанство. Како? Тоа се вика државен интервенционизам, економијата го признава, господин Гошев ги знае, сите овие работи е дозволено. Па Меркел водеше и не знам кој во Америка која интервенира да помогнат на компаниите, оти на крај дава плати. Нема бегање од тоа. Треба да интервенираме директно за да го прелапнеме тој зап на ниските платежни можности во ова наше општество. Оти и духјанџијата е спремен да даде поголема плата, ако има кој да плати тоа што го продава на рафтовите, а тоа ќе биде возможно ако потрошувачот па има поголема можност да ја плати. Тој ќе оди со профит наместо со 10, со 20%. Од тој профит ќе даде поголема плата. Да се прелапне тој зап, државата мора да го направи интервенционизмот. И тоа не е само за минималната плата која што отвара спиралата на поголеми плати, кој што на крајот е зголемена потрошувачка моќ. Тоа е на просечната плата. Таргет мора да биде 500 евра просечна плата. Некои викат што се мешате во приватниот сектор, тоа се пазарни механизми. Ама мораме да ги обезбедиме, тоа е комплексна мерки. Тоа не е само државата да дава 9.000 денари месечно или 108.000 денари годишно на стопанството за секој работно место. Тоа значи мал милион механизми како да се зголеми продуктивност во секој производствен капацитет од било кој аспект, за да може на основ на повеќе профит да се распредели рамноправно помеѓу капитал секторот и работникот внатре. Не може да има срекна држава со понижени работници. Сум социјалдемократ, но гледаме дека десните партии со сите социјални аспекти кои што ги врадуват во своите политики се свесни за тоа. Се најавува лева ориентација на влада која што ќе доаѓа, тоа е одлична можност да се искористи и да се врати меѓу другото и пиедесталот на работникот во ова наше општество. Ние веруваме како социјалдемократи дека предимствено треба да се помогнат домашните компании. Од 20 до 50 милиони евра може да се акумулираат годишно за домашните компании. Не може фирма во Кавадарци странска инвестиција да добие 8 милиона и 400 илјади евра државна директна помош, а бруто плати се 7 милиона и 200. Имаме фирми странски компании кои што ги одзимат работниците на домашните компании. Не сакам да ги споменам, добре дојдени се, ќе ги подржиме ние. Треба да бидат овде, но мора да дојдат заради тоа што гледат профит, а не да ги земат буџетските пари, кои ќе заврши помошта, свитка опашката, напушта државата. Го гледаме тоа. Се случува секој ден. Затоа профитот, кога ќе види кај нашите домашни компании, ќе остане овде. Психологијата на секојдневието на бизнисменот е да даде плати, да плати даноци и кога ќе заработи, притисокот е сериозен да реинвестира за нови плати и нови даноци. И тоа мораме да го имаме во предвид кога ќе го поддржиме домашното стопанство. Младите по завршувањето на факултетот, државата треба да се згне по секој. Алармот е до небото, по секој. Обуки. Директна државна помош кон фирмите за да ги згрижат, директна државна помош за да може практично искуство да стекнат, за да може да ни останат овде.
уште на трета, четврта година, ако не и порано, веќе се во комбинација за бугарски пасош. Тоа мораме да го спречиме сите заедно. И не може секој да гледа едина во јавната администрација. Немам архитект во Струмица и дај Боже да не го најдам, заради тоа што нашле добра перспектива во приватниот сектор. Ама тоа е една област. Ретко е тоа. Архитекти и градежници, ретко е. Ние мораме да ги стимулираме во приватниот сектор да гледат својата перспектива. Не само за работни места, да станат сами своји газди. Се обиде државата со 3000 евра кредити. Денеска повеќе 60% трчат куќето да ја спасат, станот колата ќе не земат. Не може вако, не може да дадеш како мерка и да го оставиш сега сам да се справа. Мора да го подржиш од секој аспект. Увидовме и убави мерки од западноевропски земји, 10.000 евра грант, да со 2.000 евра минимум учество, на тој што ќе учества чувајќи ги своите пари, ќе знае дека 12.000 евра се негови. И тоа не е доволно. Од СДСМ ќе дојде па ќе покачи овие пари, не е доволно. Мора да има комплетно следење на младиот човек со сите аспекти на негово помагање. Малите, микро и средно предпријатија се развојот и денеска во Германија. Да не зборуваме за земјите со низок развој и раст, како што е Македонија. Орбан, ваков бил, диктатор бил, една прекрасна мерка, 3 години ги ослободи од давачки сите микро и мали предпријатија. Од сите давачки. И вика да буџетот ќе изгуби персонален данок, данок на добивка се, но 10 просечно работни места отвараат нови. Тие 10 просечни места дават 10 плати. Тие 10 плати плаќа ДДВ при секоја потрошувачка. Паѓа персоналниот данок и добивката може од државата губи, но добива во ДДВ, во вкупната потрошувачка. Вакви практични мерки голем дел ги има насекаде околу нас. Прашањето колку сме спремни да ги имплементираме и да бидеме браници при нивната реализација да дадат ефекти. Не само копи-пейст, пушти го и ефекти нема од никаде. Лекарите мора да добијат двојна плата, најбрзо можно, дупла плата. Нашиот таргет во програмата е 100.000 денари плата за специјалистите. Мора да им го отвариме просторот на либерализација на пазарот на нивниот труд. Ова забрана, заради тоа што ги избегнуваа своите работи и почнаа да отварат приватни клиники, сега отиде во крајност. Еден дел од лекарите не бегат, заради тоа што и 100.000 денари плата да му дадем, он знае дека вреди повеќе. Ако може водоинсталаторот во комуналец во Струмица или во, не знам, во градот Скопје да работи до 4, а поручек да поправа и да извади екстра нешто, мора и лекарот да може да му дозволи. Или било кој наставникот работи земјоделие во битовските краишта за да извади екстра нешто за своите деца. Тоа мораме да го направиме. И јас верувам дека животниот стандард, стабилни семејни буџети се еднината на државата. Со целокупното насочување можеме само така да се ги вратиме на крајот и институциите да имат својата основна улога на постојање, да го следат потребите и развојот на ова наше општество преку следењето на семејствата и на граѓаните. Судовите се многу важна работа. Јас го почитувам, не сум правник, екстремно го почитувам професор Шкарич, заради тоа што знае и да не искритикува, оти вреди да не искритикува, знае и да пофали, не зберувам само за нас, за сите во општеството. Реформи во правосудниот систем се потребни. Ова што беше сугерирано денеска вклучително од сите, така и од него, е драгоцено. Мора да ги тргнеме валканите раци на политичарите од правосудството. Албанија прави одлични реформи. Кај нив проблемот е друг. Парите беа таму во прашање. Судиите најбогата категорија во Албанија, но тргнаа да направат реформи. И власта и опозицијата заедно. 200 судии не ќе да бидат под проверка на имот и да оставки. Другите сите се во постапка на реизбор. Комплетно, целосно, да се најде механизам, точно е преку судскиот совет, како што зборуваше уранија, тие направија микс на тело меѓународни експерти и домашни експерти, никако политичари, кои што се првиот чекор на ова што го вика двето поставување во селекцијата на самиот систем. Ние сме за специјален суд, специјално оделение. Ова искра надеж на правната држава, на враќање на правната држава, која што ја создавме, први меѓу еднаквите во преговорите, јас, Груевски, Тачи и Дуј, и Али Ахмет. Верувавме во тоа. Дадовме збор. Сега власта е на Мегдан, власта е, може утре ние ќе видиме на Мегдан, не знам кој да е. Кој сака нека е, законот мора да важи подеднакво за сите. Ако нема кој
да биде тој што ќе му го држи стравот на политичарот. Без разлика дали работи во извршна власт, во парламент, во локална самоуправа или било каде, ништо не правиме во нашето општество. Првата најзначајна реформа, меѓу другите, мора да биде во судството. И тоа од важност. Нема да гласале судиите, нека не гласа. Реформи во судството мора да направиме. Мора да направиме заради сите нас и заради сите идни генерации. И верувам дека во првите 6 месеци најголем дел од овие работи што беа овде спомнати може да се отпочнат барем, ако не да се завршат. Транспарентноста мора да биде вака. Не да слушнеме тоа со црвениот тепих, тука ќе седат министрите на вакви дебати и ќе слушат и ќе запишуваат и ќе имплементират и ќе дадат отчет и пред камерите кои што не следат и пред стручната и независна фила, што тоа е завршено и каков ефект дал. Оти некој пат и граѓанскиот сектор, интелектуалците ќе сакат да дадат убав подстрек, верувајќи во тоа, но може неуспешен да тргне примерот, па дај да го коригираме заедно, па да ефектите и ги постигнеме. Генерално е да заклучам, јас благодарам на сите. Сите сте целосно вашиот живот скоро посветени на овој сегмент од стручноста во вашето работење. Ова е добре дојде на помош. Јас верувам дека ќе има доблес ова ново општество кое што го проектираме сите заедно, заради тоа што велам заедно не е само веќе политички партии. Помина тоа време. Многу интелектуалци и граѓански организации се вградени. Ќе можеме сите заедно преку едни вакви транспарентни расправи и да го имплементираме во својата реализација. Благодарам.